Добро вечер, почитувани. Ви благодарам што сте со нас. Ова е петочното издание на Само вистина. Јас сум Јана Јосифовска, а вечерва разговарам со двајца искусни дипломати. Има и зашто се денеска има во фокусот и дипломатија и надворешна политика, па и внатрешни прашања секако. Велам добро вечер за Ивица Боцевски. Добро вечер. И Ѓорги Филипов. Добро вечер. Боцевски, вие сте и поранешен вице-премиер за европски прашања. Па Калас се сретна со Мицкоски, пеше и во МНР, но високата представничка на Европската унија кажа нешто што можеби на некаков начин влеа доза оптимизам, барем така досега е протолкувано кај нас, дека се работи на деблокирање на европскиот пат на Македонија, детали не откри какви, но ако правиме компарација од претходната изјава на Кошта, можеби, каде што беше поприлично десиден дека нема план Б за Македонија, туку треба да се фокусираме на планот А, Калас остави некако подотворена врата за можни начини и механизми. Од друга страна, исто така, дознавме дека можно е средба во поголем формат на самитот во НАТО во Хаг помеѓу македонската претседателка и бугарскиот претседател Радев, но ова не е потврдено од бугарска страна. Ако се имаат предвид овие два момента по денешната посета на Калас, кои се вашите очекувања? Па, ајде прво да го расчистиме околу планови А, планови Б, планови С, планови Д и така натаму. Значи, многу е јасно дека Македонија од самиот то свое зачекорување како независна демократска држава има само еден план, план А. Тоа е полноправно членство во Европската унија. И на тој план работеле сите влади и мислам дека нема никакви дилеми дека и оваа влада, предводена од премиерот Мицкоски, работи токму на планот А, односно полноправно членство на Македонија во Европската унија. Така што околу тоа во Македонија нема дилеми. Не само кај државниот врв, не само кај политичкиот врв, туку и кај населението. За разлика од некои други држави во нашето соседство, каде што доколку се одржува референдум за членство во Европската унија ќе биде проблематично да се постигне неопходното мнозинство, во Македонија гледаме дека се уште постои една огромна здрава доза од граѓанството, која што и покрај сите премрежија низ кои што помина државата, го поддржува полноправното членство на Македонија во Европската унија. Така што мислам околу ова несреќна е таа теза која што се провлекува дека има план А и план Б. Јасно е дека Македонија има само еден план, план А, и дека работи на реализација на тој план А. Проблемот е што заради причини кои што се вкопани за жал во ситните балкански империализми од 19-тиот век, Македонија веќе 35 години не успева да го реализира планот А. Значи, европската интеграција како процес не е смислена да биде орудие насочено против опстанокот на некоја држава, против начинот на кој што таа држава си ја замислила својата култура, традиција и историја, туку европската интеграција беше замислена како орудие да се надминат овие себични политики и да се постигне нешто повеќе. За жал, во случајот на Македонија, од почетокот па до денес се случува нешто спротивно. Во моментов имаме една влада која што својот политички легитимитет го доби на избори со една јасна порака дека Македонија веќе нема да отстапува онаму каде што отстапки не се можни. Отстапки во смисол на откажување од клучните точки поврзани со македонскиот идентитет и со начинот на кој што ние себе си се замислуваме. При тоа, да се разбереме, да се потцрта дека планот А е план кој што се наоѓа на врвот, гледаме дека не само што нема откажување, туку еве, да видиме географијата на патувањата на министерот Тимчо Муцунски. Каде тој престојува? Кои главни градови ги посетува? Да видиме географијата на патувањата на премиерот Христијан Мицкоски. Каде тој патува? Со кого се среќава? Гледаме дека целокупната нивна работа е фокусирана кон планот А. Но, за да се реализира овој план А, во моментов Македонија, затоа што се стекна со едно завидно искуство, дипломатско искуство, веќе не верува на ветувања, веќе не верува на оптимизам. Македонија во моментов бара нешто повеќе. Но само ќе ми дозволите, бидејќи сепак е, ајде да кажеме, игра на зборови, план А и план Б.
Претпоставувам дека изјавата на Калас, а и новинарските прашања каде што таа одговараше беа повеќе дека факт е дека останува сите европски челници и оваа дипломатска офанзива последно што доаѓа е дека се уште се повикуваат на условот за уставните измени во фокус, за земјава да го продолжи тој европски пат. Да. Поентата со планот Б е дали евентуално може да бидат слушнати барањата од другата страна и на македонската влада, па и на премиерот Мицкоски за, да кажеме, одложено дејство, гаранција од Софија дека нема идентитетски атак. Нормално дека тоа е суштината на разговорот, имајќи ги предвид еден бараж од серијата изјави кои што доаѓаат од страна на Република Бугарија. Да се подсетиме, кога се изготвуваше тој фамозен бугарски предлог, кој што некои го нарекуваат француски предлог, имавме во жестоки изјави од страна на бугарскиот министер за надворешни работи, бугарскиот премиер, бугарскиот председател дека македонскиот јазик не постои. Имавме дури една декларација која што беше приложена во Европската унија дека не постои нашиот јазик. Да не зборуваме за онаа цела серија декларации во бугарското собрание каде што се негира македонската историја за 44-та година. Токму тоа е суштината. Значи, уште повеќе да бидеме, само пред неколку седмици стигна една работа која што апсолутно ја образложи и ја легитимира политиката на актуелната македонска влада. Од Софија кажа, не е само тоа условот. Потоа има една цела серија услови кои што се подврзани со сите нешта, вклучително и со оној фамозен протокол кој што Бујар Османи го подпиша, се разбира, со согласно со тогашниот председател Пендаровски и премиерот Ковачевски, каде што во тој протокол јасно се кажува дека Македонија мора да се откаже од својата историја 44-та година за да напредува кон европските интеграции. Мислам, вон секоја здрава памет е да дискутираме за сите овие работи. Духот на европската интеграција од самиот почеток беше насочен кон тоа вакви работи во Европа веќе да не се случуваат, а не европската интеграција да биде злоупотребувана за работи кои што се спротивни на овој дух на Европа. Добро, во овој дел ви благодарам. Амбасадоре Филипов, јас вака, што се однесува до изјавата на Калас дека се работи на деблокирање, тоа е исто точно. И што се однесува до изјавата на Кошта дека постои само план А е исто точно, само што тие зборуваат од различни гледни точки. Значи, ова е дипломат и знае дека работите никогаш не се завршени додека не се завршат, а ова е председател на Советот, односно задната точка што треба да одлучи. Значи, дали кој ќе биде се решено, тогаш тоа е само едната цел. Единствена цел е таа да се стане членка на Европска унија и затоа нема друг план. Меѓутоа, за постигнување на целта членки на Европска унија треба да има само тој, значи таа цел е. Меѓутоа, како ќе се направи, може да бидат различни варијанти. Значи, едно е целта, друго е патот по кој што ќе стасаме до таа цел. И затоа се работи вика на деблокирање. Кој ќе каже се работи на деблокирање, почнувајќи од предлогот што го изготви една француска и германска научна комисија од представници од Друштвото за надворешна политика на Германија и некои од универзитетите во Франција, дека ќе се предложи промена на уставот на некој начин на Европска унија, кај што ќе се дозволи за битни прашања да може да се гласа со еден или со два. И тоа е една од варијантите, една од доколку помине како предлог. Да, до никако нема интерес многу кај останатите. Нема, кај германците има интерес и кај французите. Ако има кај нив, ќе мора да има и кај другите, затоа што се тие сепак главните. Значи, тоа е едната варијанта. Другото е, еве сега, ќе се искористи тој состанок на НАТО. Значи, ЕУ тргна во некаква офанзива, еве од оваа господја Калас, тргна во некоја офанзива, ќе го искористи состанокот на НАТО земји членки од Европска унија, да направи посебна средба меѓу нашиот премиер Мицкоски со сите останати да се разгледа тоа прашање. Председателката ќе биде таму, но очекувате ли Софија да се нафати на Пајеве и Радев на ваква средба на маргините? Може да ќе има средба, можеби ќе има средба, меѓутоа не верувам дека таа ќе биде вака осмислена некоја на која што ќе се донесе некој заклучок, а тој ако ја одбие всушност ќе биде погрешен потек дипломатски заштит. Ама гледаме два-три пати се среќават, меѓутоа никаков чекор напред од страна на Бугарија. Бугарија покажува тука, значи нечуено слаба дипломатска, да наречам, постапка со тоа што наместо да го приближи македонскиот народ и Македонија
како сосед, како прв сосед, како некој што инсистира дека е наш постар брат или постара сестра, таа наместо да не приближи кон неа, таа со потезите што ги водеше направи тотално обратен резултат постигна и еве за толку време никој да се свести дека може би грешат тие. А во политиката, како и во било кое гранка на управување, треба да важи. Ако сме дошли тука, гледаме по некој време дека нема резултати, вратите се, приспите се, кај грешите, дали во влезните услови, дали некои услови од страна не се исполнети. Зошто ова се случува? Сем ако немате некаква, не знам каква намера, а не верувам дека постои таква намера да оваа земја остане на маргините на се што се случува во сред Европа, една од најстарите европски цивилизации, да не биде членка на Европска унија. Буцевски, во овој контекст, значи има уште планови. Значи планот е А, ама има варијанти како се постигне и треба да ги бараме, а мислам дека веќе и Европска унија почна да ги бара. За патеката до планот аз зборуваме, значи не зборуваме за некој план Б, тоа. Да, апсолутно, но еве планот А, планот Б, тоа ќе видиме. Европските дипломати си ја тераат својата агенда, но факт е дека и претходно низ годиниве наназад доаѓале уште повисоки европски представници и чилници и државници и ни давале на некаков начин ветер во грб, без разлика кој бил на власт, но ние се уште сме заглавени на тој европски пат. И сега се бараат начини, но претходно сакав во контекст на... Не, токму тоа што кажавте е лошото искуство кое што ги има овој народ. И од таму евроскептицизмот. Тука се враќа. Нема евроскептицизам. Не чувствувате дека македонските граѓани можеби се повеќе уморни и не сакаат многу да слушаат за оваа тема? Она што гледате го реалноста, она што го отсликува нашиот народ е едно нагласено чувство на реализам. Значи, ако ги видиме ние прво да видиме нашата географија, потоа да видиме начинот на кој што е устроена нашата економија. Многу е јасно Македонија каде припаѓа и кои се опциите кои што стојат на располагање на Македонија. Значи, ние немаме опции какви што, например, во моментов ги има една Индонезија, која што се наоѓа сосема на еден друг крај од земјината топка, која што има многу повеќе територија, многу повеќе народ и така натаму. Ние се наоѓаме насред Европа. Тоа е едно. Второ, ако ја видиме нашата трговска размена, овој аргумент постојано го потенцирам. Околу 80% од нашата трговска размена вкупна се одвива со единствениот пазар. Не од сега. Ако да прочепкаме економска политика, значи земјите кои што сега го сочинуваат единствениот пазар со Македонија, се главен трговски партнер на Македонија, некаде од најмалку од владите на Милан Стојадиновиќ во Кралството Југославија. Во економијата работите не се менуваат преку ноќ, да се разбереме. Токму од тие причини Македонија го прави и не го прави од сега. Македонија ова го прави одамна. Ова го прави уште од времето на Социјалистичка република Македонија и Социјалистичка федеративна република Југославија. Значи, нема тука никакви дилеми околу целата оваа работа и не е точна тезата за нагласен евроскептицизам. Не постои такво нешто во Македонија, видете ги испитувањата. На секој испитување каде што ги поставувате. Некои од испитувањата бележат пат за волја на вистината во довербата во Европската унија. Во земјите кои што се членки на Европската унија, што се најентузијастични во делот на Европа, да ги видат македонските бројки веднаш ќе се менуваат за нас. Тоа се превисоки бројки. Нашиот народ над 60-70% поддржува членство во Европската унија. Кој пат е тоа? Бројки беа 62%. Каде е падот тогаш? Падот е еуфоријата која беше 90%. Меѓутоа нормално е со тек на време скептичност постои во секој смисол. Така што тука ја немам никакви дилеми. Меѓутоа Македонија ќе влезе во унијата, она требаше да влезе во унијата онака како што влегоа сите останати. За жал Македонија во моментов е нагрдена со еден лош договор, преспанскиот договор, да се разбереме. И тука доаѓаат тука високи должношници од Европската унија кои што гледаме сега дека не ја зборувале вистината. Во Скопје доаѓа премиери на критични држави, председатели на критични држави да го убедуваат овој народ да излезе на референдум, советување дека тоа е постојаната пречка која што стои на европската интеграција. Дали испадна така? Не испадна така. Да, токму за тоа прашувам што сега има право овој народ да биде скептичен и го потврди тоа на гласањето. Ако се види, значи испаѓа дека околу 3/4 од граѓаните кои што излегоа на изборите во 2024 година гласа токму за оваа надворешна политика која што има сега Македонија.
Да за Европска унија, веднаш Европска унија, но како Македонија. Без отстапки кои што навистина задираат во националниот идентитет и кои што не навредуваат како македонци. Добро, амбасадоре Филипов, сега дали според вас може да се смета на Европа, на оваа нова поставеност, особено од аспект дали сметате дека има некаква опција европските челници, европските земји да направат некаков притисок на Бугарија и постојано сега македонската влада и министерот Муцунски и премиерот Мицкоски особено што го зборуваат да се изостават сите оние билатерални прашања идентитетски од целиот овој процес и да има еднаков европски третман. И кој може тоа да го направи и да го гарантира според вас? Прашањето е многу тешко, иако не се сложувам до крај со Ивица дека Преспанскиот договор бил голема грешка. Катастрофална и најголема грешка. Како вие го оценувате? Јас го оценувам Преспанскиот договор како нужно зло. Нужно зло во смисла тоа што некои работи може да не ни се допаѓаат, меѓутоа ние на основа на тој Преспански договор расчистивме многу прашања. И бугарското прашање не постоеше се додека не се постигна Преспанскиот договор. Бугарија не очекуваше дека нашите јужни соседи ќе признаат дека постои македонски јазик, дека постои македонски народ и така натаму, и беа збунети. И затоа брзо реагира, можеби некои се кае што така изреагира, зашто постигна само негативни резултати. Значи, договорот и со нив на крајот на краиштата ќе мора и тие да остапат нешто, ќе биде со тоа што ќе ги засега и нив малку, ќе не засега и нас малку. Ние, но ствари нас не засега многу. Ние онака имаме сите националности, национални мастинства што се околу нас, сите се скоро во уставот кај нас. Уште бугарите фалат и не знам, хрвати нема, ќе станат и тие. Меѓутоа, ќе мора и Бугарија да направи некакви остапки во незината држава да признае, иако уставот им вели дека сите што живеат во Бугарија се бугари, впрочем како и уставите на Франција и на Италија, меѓутоа ќе мора да признае нешто друго. Така што цела дипломатијата и воопшто решенијата на пресудите од Страсбург, но гледаме дека тоа од Страсбург не влијат не само кај нас. Тие се индикатор голем за тоа кој е во право, што е во право, меѓутоа видете кој ги почитува, кој не ги почитува. Значи не е обврзана земјата да ги почитува. Да, но може би како гест на добра волја. Како гест на добра волја може, меѓутоа не се најде јунак уште во Бугарија што тоа ќе го направи, а ќе мора да се најде, зашто како и во Грција што се плашеше народот дека не знам кој ќе им ги одземел имотите, не знам Македонија ќе им ја земеле, не знам што ќе направиле, ништо не се случи. Се случи тоа да сега кога потпишувате договор со Грција, може да го потпишете на една страна македонски, на друг на грчки. И може да кажете Македонија со Грција, окей, со словенско потекло, нека секој си мисли дали е со словенско или не. Дома. Каде тоа се случило, амбасадор? Мене ми се случи. Јас потпишав договор. Ме интересира за тоа, еве, на последниот попис во Грција не видовме македонци? Јас не зборам за попис. Ама па Грција со договор кажа дека на договорот пишува. Па не знаеме, ќе видиме, еве, немало попис од тогаш. Не знам кога имало. Имаше сега, кога имаше кај нас попис, имаше и кај нив на секој 10 години попис. Еве немаше македонци. Во земјите. Потоа здруженијето кој што го формира на македонски јазик го забранија. Каде е тука добрата волја? Тоа е едно. А второ, ве познавам долго време, вие сте сосем пристен човек. Оној институционален бандитизам што се случи во Македонија, да се игнорира волјата на референдумот, бојкотот на референдумот, еден успоставен статус, да се прави она дивење со притисок во спратеници за да се донесе наврат на нос тој договор, тоа е спротивно и на владење на правото, и на правната држава. Епа, затоа сакаме ние да влеземе во НАТО и во ЕУ. Не навлегувам. А понатаму гледате самите дека на референдумот излегува колку 600.000 луѓе, значи има и 600.000 луѓе што мислат дека треба да биде потпишан тој договор. И 1.200.000 кои што не мислат така. Во ред, не викам. Ја не реков дека е тоа добро, ако можеше поинаку супер ќе беше да биде. Можеш. Како можеш? Па како што можеше, еве видовме дека влегува ли Финска и Шведска кога почна руската инвазија? Влегува. Ке влезеше и Македонија. Не, да. Ке влезеше и Македонија. Треба да исполни обврски. За Шведска и за Финска никој немаше никаква проблема. Македонија ги исполни сите обврски. Кои обврски Македонија не ги исполни? Македонија беше жртва на еден шовинизам. Не се... За жал. За тоа се согласувате, Тоа не значи
не значи дека Македонија не требаше да го потпише тој договор. Некојаш некои работи мора да се направат едноставно. Мора да го направиле и многу поголеми сили. Зар некој му дал право на некој германец да потпише капитулација во Втора светска војна? Да, ама воен пораз, не... тоа. Да. На крајот на кришата еве референдум имаше во Британија, кој што навистина стратегиски гледаме сега бил катастрофална грешка за Британија. Само со војна треба се расчистуваат прашања. Не. Па ако потпишеа порано многу помалку луѓе ќе загинеа. Јас мислам дека требаше да преговараме додека не се исцрпеа сите можности. Сите можности не беа исцрпени, беше избрана една влада. Не. Беше избрана една влада која што беше насочена по секоја цена. Ти само навлекуваш сега да извине на тие. Добро, ние сме на тие. Значи, не ме навлекува на внатрешната политика. Јас зборам за надворешна политика. Тоа беше суштината. Тоа е надворешен потек. Надворешен потек ние моравме да имаме некое обезбедување во државата. Па го имавме. Па не го имавме. Како го имавме Охридски договор. Не бевме членки на НАТО. Кој спореше НАТО во Македонија? Каде беше некоја држава во соседството што спореше Македонија? Едно е дали спорел, друго е дали сега по сите правила и узанси на НАТО, имаме и војска на НАТО, моментално прават вежби, 2000 луѓе тука се, и војска во соседството, и за некои ситуации какви што ни се случија во 2001 не може да стане никакво збор веќе за тоа. Значи, ке беше и под уставното име истото тоа. Меѓутоа се брзаш. Што да се прави? Да, делот тука се различни мислења, моето, затоа е дебата и затоа добро да се слушнат сите аргументи. И тие мислеа дека ќе изгубат и ќе добијат, ако ги прашате обичниот таму, од Северна Грција, зборам, они во Атина многу не се интересираат, дури Атинската комора не ни го спомна таму некоја марка што пријуваше Симитис. Него ни истакна тоа како договор специјално, ама за Северна Македонија, односно нивна Северна Македонија, имаја специјална политика си водеше партијата што беше на власт и што доби мнозинство. Но Филипов, ке ми дозволите, како ева го оценувате овој дел, односно поголемиот дел од разочараноста што претходно ја споменавме, земјава на вистина направи голема отстапка, го смени името. Во контекст, особено она што претходно го спомена Боцевски, на тој референдум беше поставено прашањето дали сте и за Европска унија. Поголемиот дел од разочараноста е дека тоа европјаните не го испорача и сега стравувањата се претпоставува Европа не ни кажа дека само со тоа ќе бидеме и на Европска унија. Ангела Меркел го кажа тоа кога беше во Скопје. Никој не претпоставуваше како ќе реагира Бугарија. Да, добро, тоа никој не може да знае претпоставува. Во Скопје го кажа тоа Ангела Меркел. Ако го кажа, има посебни средби и така што таа исто беше изненадена од потезот. Затоа и германците се лути и сите, само што они не се лутат како нас, ние одма почнуваме да разговараме и повишуваме глас. Тоа ја чинеше и Грција многу за време, кога одби да бидеме членки на НАТО. Знаете што се случи во Грција тогаш, не? Скоро ќе пропаднеше земјата, ќе капитулираше во смисла финансиска, меѓутоа тие се навикнати на тоа, нивната географска положба е толку силна да може да си дозволат некои работи и голема што ние не можеме. Да, ние сме посилниот и поголемиот. Ние сме лендлок и кога сте малку послаб, односно не малку, ние сме многу послаби. Не значи дека треба се да слушате, меѓутоа треба да најдете свое место во светот и што полесно да си го поминете, односно да си го зачувате дигнитет, интегритет и така натаму. Сега токму тоа беше добро. Како до достоинствено решение Боцевски според вас? Тоа што го бара. Токму тоа е суштината. Значи мали држави како Македонија, не само Македонија, помалите држави, суштината на суверенитетот на помалите држави е токму тоа, сочувување на таа национална култура. Погледнете, например, кога се распаѓаше Југославија. И Словенија е мала држава. Не, ама секунда, кога се распаѓаше и Словенија исто така. Што е суштината на словенечката независност? Словенија нема свои претензии дека ќе ја крои светската политика. Зарем некој во Словенија се занесува дека Словенија е некоја си економска велесила, некоја воена велесила, некоја научна велесила. Во Австрија никој нема таква работа. Се можеби е глупав пример, меѓутоа се сеќам на една интересна забелешка дека по распадот на Хабсбуршката монархија од Виена не излегол ниту еден голем научник, не излегол ниту еден голем актер, ниту еден голем уметник и така натаму. Дури Шварценегер мораше во Америка да отиде за да стане голем. Значи зборуваме, суштината на постоењето на малите држави е заштита на националната култура. Македонија
кога се оздвои од Југославија, токму затоа се одвои, да останеше Македонија во една мала Југославија. Ние ќе бевме предмет на мајоризација од една многу блиска култура, српската култура, за да се заштитиме од тоа, ние прогласивме независност. И сега токму е тоа го спори Бугарија. Нашата култура ја спори. Значи, пазете, суштината на постоењето на оваа државност овдека е дека ни дава еден репер, дека суштинските нешта околу нашата култура ќе ги заштитиме. Кога тие се нападнати, нормално е дека ги браниме. И нормално е дека заради тоа ќе има остра реакција, ќе многумина од нас, кога ќе се направи антидемократски чин со кој што ќе се попушти, како Преспанскиот договор, што го спомнав, како тој договорот што го потпиша Ковачевски претходно. Значи, и реакцијата, сеќавате, веднаш се излеа народното незадоволство, кога се разбра што се потпишало таму. И затоа беше гласањето какво што беше. И заради тоа што одбива да се соочи со таа лекција која што граѓаните му ја укажаа, Социјалдемократскиот сојуз не може да мрдне. Значи, суштината на постоењето на малите држави е токму тоа, заштита на културата. Суверенитетот нам ни пружа можност да се заштитиме нашата култура. Постојат далеку по-големи нации од нас, кои што го немаат тоа што ние го имаме. Имаме независност, имаме место во Обединетите нации. Имаме место на масата кога се дискутира. Токму тоа е борбата. Борбата за дигнитетот подразбира ваква политика каква што ја водиме. Сметате дека ова прав пат на македонската дипломатија? Па, токму затоа го потцртав тоа. Еве, погледнете географијата, нели, на патувањата на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Дали е тоа географија на министер на држава која што сака европска интеграција? Апсолутно. Дали е тоа географија на држава која што има други алтернативи? Не. Ние се разбира, ќе соработуваме и со другите земји од светот. Ние имаме интерес да соработуваме со целиот свет во делот на економијата, во делот на културата и така натаму. Меѓутоа, во делот на вредностите и во делот на онаму каде што ние проектираме нашата припадност, се разбира дека европската интеграција е суштинска. И се разбира дека суштината на нашите напори е токму тоа. Сега, значи, прашавате што е одбрана на дигнитетот. Токму ова е одбрана на дигнитетот. Дека вие излегувате на пресконференција, сега зад нас идат снимките од пресконференцијата на премиерот Мицкоски со високата представничка Калас, идат снимките од премиерот Мицкоски со претседателот на Европскиот совет Коста. Значи, тој видовме на тие две пресконференции го држи македонскиот став. Кој беше македонскиот став што тој го држи? Дека не може Македонија да влезе во една авантура без гаранција од Европската унија дека завршија македонските премрежија. Значи, буквално оваа земја на најбезобразен начин беше малтретирана од еден сосед 3 децении, сега друг сосед ја зема палката. Не е во ред оваа работа. Амбасадоре Филипов, дали вие сметате дека добра е во моментов македонската дипломатија, начинот на кој што се води овие позиции кои што и претходно ги споменавме, околу тој потврд став и барања, да кажеме, Евон Мицкоски за одложено дејство на уставните измени, гаранции, дека нема повеќе да има сопки на нашиот евроинтегративен пат и кој според вас може да ги даде јасно и гласно од Европа? Ставот е добар. Сега да видиме колку резултати ќе даде. Меѓутоа, треба да имаме и одговори на прашања што ако тоа не се случи. Да, тоа беше следно прашање. Тоа беше следно прашање. Што ако речат не? Значи, дали сме ние во таа можност, дали сме толку силни да ние оценуваме Европска Унија и Америка и Русија и не знам тие земји, а ја не гледам дека ние идентитетот угрозен воопшто од Грција или од не знам кого. Напротив, многу работи стана појасни сега. Со Бугарија не сум на чисто, зашто тие не се на чисто едноставно. Бугарите не можам да сватам зашто така реагираат уопште. Не можам тоа да го разберам. И мора да се дадат и други пристапи, односно што ќе се прави додека се чека да се вразуми Европа. Што според вас треба да се прави? Па,
Ево, Ивица е советник таму. Добро, Не ли се советник се шекува? меѓутоа се пак сте, да. Треба се барат. Добро, Ваши дело ставови. тоа се прави што би го правил и јас. Значи нормално ќе се притиска, ќе се барат сите начини, ќе ви избркат од ова врата, вие ќе влезете од таму, ако треба преку прозор ќе влезете да ги убедувате во своите Упорност. ставови. Тоа е една работа, упорноста. Досега владата ја покажува тој дел од потребните потези, да речам, за да се осигура нешто да се оствари. Меѓутоа ви треба и малку сила да покажете да, ако вие не се сложите со ова, јас би го направил ова и ова. Ама тоа би требало да ги засегне нив. Што можеме ние да правиме што ќе ги засегне нив? Еве, гледам, Ивица вели Европа, меѓутоа министрот беше и во Австралија, беше и во Јапонија, беше и не знам, значи не треба ние да ги забораваме другите земји дека постојат уопште, сега само Европа па Европа. Ние треба да си ја водиме дипломатијата и така. Нам и Јапонија многу ни помогнала, така што ама мора да имаме некое по-цврсто, по-материализирано стојалиште, резерва, може би постои такво нешто, јас не го знам, што не може би не е кажано, како овој договор наједнаш излезе 6 милиарди, може би е некој од потезите тие што ги предвидува, зашто не ја знаеме баш до крај позадината, не е може би ни потребно секојаш ние се да знаеме, некојаш ако многу знаат луѓе, некои планови пропаѓаат. Така што може би и се работи на тоа што го зборувам јас. Дека треба да имаме резервни варијанти. Што ако не успеува, дали сме подготвени да чекаме наредните 10 години. Сега ќе видат овие 6 години. Па наредните 6 ако не се промени нешто, мислам и Мерц и Макрон, иначе и Германија и Франција се убедени во тоа дека треба да направат -1, -2. Ако успеат во тоа, тогаш многу работи ќе бидат полесни. Втора варијанта е навистина во Бугарија да се свати дека нема никаква смисла зашто овој народ да се чува на страна и да биде одвоен. Но верувате ли, господине Филипов, дека некој од таа страна воопшто би сватил, бидејќи се сменија многу политички гарнитури таму изминативе години и сите го имаат истиот став и позиција во однос на македонското прашање? Тоа е кога се однесува до политиката. Јас зборувам за обичните луѓе, на многу од нив не им е јасно исто. Како што се иселуваат и од Македонија, така и од Бугарија се иселуваат луѓе. Ако се во Европска унија, па не се задоволни. Да, но обичните луѓе па не ја водат политиката, па не ја водат, ама тие ги бират. Ние мислиме дека не ја водиме политиката и дозволуваме нас да не водат политичари што можеби не заслужиле. Тоа и Бугарија случајот. Па да, веројатно. Ни наметнуваат да гласаме. Ние, што ми е гајле, што јас сега ќе се занимавам и онака не зависи ништо од мене. Одиме и бираме некого што не може ништо да направи. Сметам дека она што е за поздравување, дека еве сепак имаме пресинг, имаме желба за разговори, не седиме во место и оваа најава за средбите на претседателката во ХАК е една таква најава. Значи Македонија не бега од разговор, не бега. Порано имавме и таква ситуација. Нема и премиерот ќе биде во ХАК. Да. Не верувам, председателката или едниот или другиот. И Радев од тоа што начално бареме идејата и високите представници сите од учелниците вклучително и од вика јас немам ништо против во ХАК да ги издасам. Да, јасно, меѓутоа претпоставам дека двајца не одат најчесто. Но еве значи за разлика од некои моменти во скорешната историја, кога имавме резерви и не настапувавме, сега гледаме дека малку похрабро е, односно дека Македонија бара разговор, Македонија иницира разговор, Македонија иницира решение. Јасно е и дека, ако можам така да наречам, атмосферата бара брзи одлуки, бара брзо да се движат работите и добро е што еве ние токму заради тоа инсистираме колку што е можно поскоро да ги изведеме работите на чистина со цел да може да се донесат одлуки, меѓутоа одлуки каде што Македонија нема да губи. Одлуки кои што исто така или ќе може изгуби помалку. Не, и одлуки кои што не така, не одлуки кои што ќе треба да го поминат демократскиот филтер на граѓаните во Македонија, да се разбереме. Контроверзните одлуки се справедливи ако го поминат демократскиот филтер. Преспанскиот договор не го помина демократскиот филтер, затоа е проблематичен. Други одлуки во Македонија кои се носени без демократскиот филтер исто така се проблематични.